Јас мислам дека самата тема која ќе се спомне манипулација околу воведувањето на дигитални визи преку ETS системот произлега од фактот дека Европската унија се покажа политички некоректна кон овој и повлече еден потек кој што е погрешен, длабоко погрешен. 2008 година, 2009 година, а се до 2026 година, целиот 18 години, граѓаните од Македонија и од земјите Западниот Балкан живеат во безвизно патување во Европската унија. Споредено со мојата генерација, кога биле средношколци студенти, кога моравме за краток престо недела дена да подписуваме 9 документи да чекаме неколку месеци да имаме виза за западните земји, ова беше единствен потек, можеме да го наречеме, кој што граѓаните го препознаа како еден вид на реализација на заложбите на Европската унија за европска интеграција. И сега овој процес се усложнува, а да биде руката поголема, додека се изготвувала тоа законодавство во Европската унија, никому не му текнал да ги изземе 6 земји од Западниот Балкан. Еве, нека видат и земјите од источното партнерство, значи Украина, Молдавија, Грузија, од оваа одредба. И во моментов, тоа е трагично, тоа е жалост, Македонија има и статус како Колумбија, како Аргентина, како Чиле, како Бразил, како Сингапур. Не ги подценуваме овие земји, се сериозни држави. Тоа се прекрасни држави, меѓутоа ниту една од нив нема европска перспектива. Ниту една од нив не е кандидат за членство, ниту една од нив нема да биде еден ден членка на Европската унија. А сите 6 земји од Западниот Балкан бидат членки на Европската унија. И оваа, како да речем, ова политичко слепило, никој да не препознае дека ова ќе биде негативно пречекано на Балкан, за мене е вон секоја здрава памет. Единствено поглупаво е реакцијата на некои би рекол общественици тука на Балканот кои што се трудат да ни објаснат дека некој манипулира со населението. Никој не манипулира со населението. Се создава една вештачка бариера која што досега не постоела и која што не треба да постои. Утре задутре, доколку унијата нели е честнала сите намери дека постои европска перспектива за овие земји, земјите бидат членки во унијата. Зошто не биле иземени овие 6 земји членки од оваа нова визна политика? Никому не му е јасно. Имајќи предвид дека меѓу другото постои соработка во делот правда и внатрешни работи. Може да се постапи, може овие земји да бидат внесени во шенгенскиот систем. Ние грдни пари дадовме како држава за таа визна либерализација. Немаше ни сега да штедиме ни динар да влеземе во шенгенскиот систем, доколку некој тоа ни го овозможеше. Меѓутоа, еве како што реков, Бисмарк еднашка рекол дека никој не сака да знае како се прават политики и кобасиците и ова е еден доказ дека тоа се уште важи за Европската унија и за нејзиното законодавство. Совршено се информирани граѓаните, да, нивниот отпор е токму заради тоа што унијата така себе се представи како ригидна и незаинтересирана за граѓаните на Западниот Балкан. Значи понекогаш треба да ги кажеме работите онакви какви што се. Во овој случај унијата постапи лошо. Значи буквално додека се правило законодавството заборавиле дека постојат земји кандидати. Не баре како унијата да е заокружен проект и дека проширувањето е веќе запрено. И од таа причина е отпорот на граѓаните. Значи едно стекнато право кое се користело 18 години одеднашка се видоизменило во форма на дигитални визи кои што како и да ги цртаме, сепак се бариера. Бариера која што стои измеѓу граѓаните и неговото слободно патување во Европската унија. Впрочем, немаше никаква причина зашто ова да не се донесе. Она што е уште почудно за граѓаните од Македонија и од целиот Западен Балкан е зошто нема корекција на оваа политика. Значи, знаеме дека закон се прави, закон се менува. Зошто во моментот, додека уште течат пријатните одредби, не се донесе еден мал исклучок само за земјите кои што се кандидати и само за земјите кои што имаат европска перспектива.